Во 1857 година роден е рускиот физичар Константин Едуардович Циолковски, татко на астронаутиката. Уште во 1883 година ги изложи идеите за користење на реактивниот погон кај ракетите, а во 1903 година го објави првото класично дело за теоријата на астронаутика. Советската академија на науките ја востанови наградата Златна медала Циолковски за исклучителен придонес во астронаутиката и во истражувањето на Вселената. Во 1890 година во Зајкоци кај Церкна е роден Франце Бефк, словенечки писател и борец за национални и социјални права на словенечкиот народ под Италија. Најпознати негови дела се Капетан Мартин Чедермац, Човек против човека, Црни браќа и сестри и други. На денешен ден во 1908 година роден е рускиот виолинист и диригент Давид Фјодорович Ојстрах, еден од најголемите мајстори на виолина во 20 век. Завршил конзерваториум во родниот град Одеса, а се прославил во 1935 година со наградата на меѓународниот надпревар по виолина во Варшава и во 1937 година со наградата Исај во Брисел. Во 1918 година роден е израелскиот државник Хаим Херцог. Беше председател на Израел од 1983 до 1993 година. Пред тоа беше командант на Јужната армиска област и прв воен гувернер на Западниот брег, кој беше окупиран во 1967 година, а од 1975 до 1978 година израелски амбасадор во Обединетите нации. На овој датум во 1939 година советските единици врз основа на договорот Рибентроп-Молотов ја нападнаа Полска и ги зазедоа источните делови. Во нападот беа заробени 180.000 војници и околу 9.000 офицери, а потоа почна ликвидирањето на заробените пољаци. Во 1944 година почна најголемиот воздушен десант во Втората светска војна. Со него требаше да се воспостави мостобран на реката Рајна и да им се овозможи продор на сојузниците северно од Рур. Планот беше откриен од германците, па така тие успеа да ги разбијат британците кај холандскиот град Арнхем. Сојузниците ја преминаа Рајна дури по 5 месеци. На денешен ден во 1944 година во селото Митрашинци, Беровско, се формирани 13-тата и 14-тата македонска бригада и 50-тата дивизија на НОБ и ПОј. Во 1961 година со основано сомнение дека е жртва на атентат во авионска несреќа во близина на Андола во северниот дел на Родезија загина Даг Хамаршелт, генерален секретар на Обединетите нации. На денешен ден, во 1978 година, во вилата Кемп Дејвид завршија разговорите меѓу египетскиот председател Садат, израелскиот премиер Бегин и американскиот председател Картер. При тоа беа потпишени два документа: рамки за мир на Блискиот Исток и рамки за мировен договор меѓу Египет и Израел. Во 1980 година бившиот диктатор на Никарагва, генералот Анастасио Сомос Дебајле, е убиен во атентат во Парагвај, каде живееше во екзил по симнување од власта во јули 1979 година. На овој датум во 1991 година Собранието на Република Македонија донесе декларација во која се истакнува дека граѓаните на Република Македонија на 8 септември 1991 година плебисцитарно ја потврдија државноста и сувереноста на Република Македонија и ја изразија својата волја таа да биде конституирана како суверена и независна држава.
Во 2001 година повторно почна да работи Њујоршката берза по 4 дена пауза, предизвикана од исламистичките терористички напади на 11 септември. На Волт Стрит беше забележан најголемиот пад на вредноста на акциите за време од еден ден во текот на историјата. Во 2002 година во Пјонгјанг за време на историската средба меѓу севернокорејскиот водич Ким Џонг Ил и јапонскиот премиер Јоничири Коизуми, Ким се извини за порано грабнатите јапонски граѓани и најави прекин на ракетните проби.